Почитувани граѓани, 3 години зад нас се години во кои покажавме што значи да се работи честно, посветено и исклучиво во интерес на граѓаните. Сега е време за нови иницијативи на кои се обврзуваме пред нашите граѓани, да продолжиме по патот на успешните политики кои ни донесоа силна и стабилна економија, нови работни места, повисоки плати, пензии, повисока социјална помош. Овој пат можеме уште повеќе и уште подобро. Понудата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата Можеме нуди нова македонска развојна економија. Модел што ги штити работните места на граѓаните, генерира повисоки плати и подобри работни места. Тоа е модел што дава нови и подобри шанси за сите. Модел што нуди стабилност за нашите деца и идните генерации. Нашата понуда е 20.000 денари минимална плата и 34.000 денари просечна плата до крајот на мандатот. Како растат платите, така ќе растат и пензиите. Нашата цел е најниската пензија да биде повисока за најмалку 21%. Обезбедуваме повисока социјална помош за 34.000 домаќинства и детски додаток за 65.000 деца. За семејствата кои немаат свој дом и немале можности за купување, градиме 777 социјални станови низ целата држава. Го охрабруваме самовработувањето и основањето на сопствен бизнис кај младите лица и го поддржуваме женското предприемнавство со грантови во износ од 15.000 евра. Невработеноста за 3 години падна на 16,2%. Нашата понуда е пад за 3% годишно до едноцифрена стапка на неработеност до крајот на мандатот. Ги поддржуваме домашните и странските компании со 600 милиони евра, 300 милиони од буџетот и 300 од европските фондови. Тоа е новата развојна македонска економија, тоа е економски патриотизам на дело. Почитувани, од една страна е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата со понудата за нова развојна економија, а од друга страна е ВМРО, ДПМН и Мицкоски, кои не знаат економија, знаат само да ги крадат парите на граѓаните. Додека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија носи брзи, ефикасни, антикризни мерки, ВМРО ДПМН кочеше 90 милиони евра пари од Светска банка наменети за медицинска опрема и социјално ранливите категории на граѓани. Затоа, на 15 јули, изборот е едноставен. Изборот е помеѓу повисоки плати за сите или богатење на неколкумина блиски до Груевски. Изборот е меѓу 777 социјални станови или скапи кредити за камен, бронза и стиропор. На 15 јули граѓаните ќе одберат нова развојна економија и парите уште повеќе да завршуваат во нивните семени буџети, за да биде уште подобро за сите. Можеме уште повеќе и уште подобро.